Војната меѓу САД, Израел и Иран започна и криптопазарот веднаш реагираше со силен пад. Биткоин за кратко време се спушти под $63,000 како директен одговор на ескалацијата. Штом почнаа да кружат информации, реакцијата на биткоин беше моментална. Биткоин се спушти под $63,000, а за кратко време се избришаа милиарди од криптопазарот. Не беше само биткоин. И алткоините доживеа пад, некој со уште поголем процент. Тоа покажува колку брзо стравот се прелева низ целиот пазар. Во вакви моменти не се размислува долгорочно. Кога има војна ескалација, луѓето прво мислат на ризик. Дали конфликтот ќе се прошири, дали ќе има одговор, дали ќе се вклучат други држави. Сето тоа создава неизвестност, а пазарите не ја сакаат неизвестност. Плюс денес голем дел од криптопазарот е изграден на деривати и леверидж. Кога цената ќе тргне нагло надолу, се активираат ликвидации. Тоа значи дека позиции се затвараат автоматски, што додава дополнителен притисок и го забрзува падот. Затоа движењето изгледа толку агресивно. Интересно е што биткоин често се нарекува заштита од глобални ризици, но ваквите ситуации покажуваат дека барем краткорочно инвеститорите го гледаат како инструмент со повисок ризик. Наместо бегство кон биткоин, гледаме бегство од биткоин. Тоа е разликата меѓу наратив и реално однесување на пазар. Дополнително, кога има ваков настан, тоа не влијае само на крипто. Акциите, индексите, нафтата се реагира. А кога традиционалните пазари се нестабилни, крипто речиси секогаш ја следи таа динамика. Сега најважно е што следува. Ако ситуацијата остане ограничена и нема дополнителна ескалација, можно е пазарот постепено да се стабилизира и да врати дел од загубите. Но ако конфликтот се прошири, нестабилноста може да продолжи и да видиме уште понагли движења. Ова е добар потсетник дека крипто не функционира изолирано. Колку и да зборуваме за децентрализација, капиталот што влегува и излегува од пазарот реагира на истите глобални настани како и секој друг финансиски пазар. Во вакви моменти најбитно е дисциплината. Не да се реагира панично, туку да се разбере контекст, затоа што војните носат неизвестност, а неизвестноста носи волатилност. И тоа е нешто што секој учесник на пазарот мора да го има во предвид. Кое е вашето мислење? Што ќе се случува наредниот период и дали војната брзо ќе заврши, а криптомаркетот ќе се стабилизира? Пишете ни подолу во коментар.